Време е за летното освежување во етерот. Многу забава, динамика и разговори со највлијателните личности на Балканот. Добар ден, драги мои, ве поздравувам од најдоброто место во Македонија, аквапаркот Пробиштип, и ви го означувам почетокот на уште едно издание на Golden Summer. Како минатата недела, така и денес ви подготвивме топ содржини, а прилозите ќе ги погледнете после джинглот. Ја започнуваме денешната емисија со најголемиот шармер на Балканот, пејачот кој што со самата своја појава создава тотална еуфорија кај публиката, а не па кога ќе отвори уста и запе. Незаменливиот Саша Ковачевиќ направи незаборавна журка каде ако не во најдобриот ноќен клуб Аватар во Струмица. Имавме време да се подружиме со него, а и да уживаме во неговите најголеми хитови. Жешко лето, а бога ми уште пожешко во клубот Аватар, температура дише се бура. Вечерва Саша Ковачевиќ ќе ги спее своите најголеми хитови, омилениот помеѓу жените, а бога ми помеѓу мажите. Повторно дојде во Македонија да не освои со својата магија, харизма, талент и што уште не. Ајде да влеземе да цирнеме каква е атмосферата, ајде да поразговараме со него. Пред почетокот на неговиот настап успеав накратко да разговарам со едниот и единствен Саша Ковачевиќ, според мене вистински пример за тоа како треба да изгледа и да се однесува една јавна личност. Баш видов како се однесуваш со твоите фанови, кога се сликаат со тебе, наистина ми беше милина тоа да го гледам. Добре дојде во Golden Summer, кажи ми како се чувствуваш тука во Македонија, ми рече малку си изморен, но се за публиката и се за енергијата, нели? Malo smo umorni, da, malo je duže danas put trajao, ali publika to sve posle nadoknadi. Nekako kako stanemo na binu, ta se energija sva vrati. Вака кога гледаме на твојата музичка кариера, кога ќе направиш една ретроспектива и кога гледаш во твојот музички пат, дали мислиш дека некои работи би требало да ги направиш поинаку? Например, еве некоја песна. Си викаш сега, денеска кога ја слушаш, оваа ми беше промаша и што знам, онака, не би ја направил сега вака. Имаш ли некои такви размислувања? Što se mojih pesama tiče, ja uglavnom dosta vremena provodim analizirajući tržište pre svega, naravno, ali prvenstveno muziku radim isključivo iz ljubavi, ali se naravno moraju pratiti trendovi, mora se nekako voditi računa šta publika nekako želi, tako da smo mi godinama unazad uspeli da održimo taj neki balans i da pružimo ljudima ono što najviše žele, tako da iz tog razloga ne izbacujemo toliko često pesme i kad izbacujemo možda 2 do 3 godišnje i to su upravo te pesme koje smo želili da izbacimo, tako da se do sada nije dešavalo da smo nešto izbacili pošto poto da bi kao bili prisutni u medijima. Me interesira, ti навистина си долго време на музичката сцена и колку јас што имам години толку? 20 godina u stvari, od kako sam se afirmisao i više godina od kako sam, eto da kažem, profesionalno počeo da se bavim. Но јас имам 20 години, така да можеш да tako je. на музичката сцена и навикнат си на некој начин на твојата популарност, луѓето те препознаваат и се тоа, но ме интересира дали некогаш си размислувал да побегнеш во некоја држава кај што никој не те познава, да се земеш Зорана со тебе и онака да живееш живот. Само što se odmora tiče. Kad je odmor u pitanju, onda volim da je to neka destinacija gde mogu skroz da se opustim, ne idem nešto baš preterano blizu Srbije. Tako da, evo i sad malo ćemo otići dalje od Srbije i to će biti upravo taj odmor. Inače, ne volim da bežim od onoga zašto sam dobio blagoslov, što smatram da je jedna od najvećih i najlepših stvari koje sam dobio od Boga.
i uvek sam zahvalan na tome, tako da nekad imaš period kad se možda malo više umoriš od nastupa, putovanja i svega, ali opet ja to stavljam kao plus, a ne kao neku negativnu stranu. Публиката те сака, но жените посебно. И мажите, да. Ама жените, значи не постои жена што рекла Саша Ковачевиќ не ми се допаѓа. Јас тоа го тврдам. Ja sam zahvalan na tome, ali su žene moja inspiracija od samog početka karijere i one su mi upravo davale vetar u leđa od samih mojih početaka, tako da sam im beskrajno zahvalan i bez njih verovatno moja karijera ne bi postojala. Верувам дека си добила многу комплименти од страна на жени, од фанови жени и онака општо од жени. Ме интересира кој бил онака најинтересниот комплимент што ти оставил впечаток или пак некој што мислиш ти дека бил непристоен комплимент што си го добил? Сигурно има така. Sigurno ima, da, sigurno ima, ali sve to spada u show biznis i to je meni nekako sve prirodno i uglavnom se ti komentari spontano dese, tako da je to sve u neku ruku normalno. Nekad je simpatično, nekad ne toliko, ali uglavnom je uvek sve interesantno. Ти, Зорана, сте ми пример за еден баш убав пар. Морам да признам, сега видов некои фотографии од Италија, баш на Инстаграм што имаше објавено, и вие сте доста време заедно. И затоа 7 godina. 7 години. Браво, навистина. И под светлото на јавноста и се многу убаво што таква врска обстојува. Ме интересира кои според тебе се онака клучни работи за една врска да обстојува и да биде успешна? Pa ljubav je pokretač svega, i muzike i odnosa i bukvalno svega, svi se vezujemo isključivo za ljubav, tako da je to nešto što je primarno u našem odnosu, a nakon toga poštovanje, strast i svašta nešto što treba da se poklopi između dva partnera da bi to funkcionisalo. Ja sam srećan što sam našao upravo nešto toga. Tako. И разбирање, нормално разбирање за твојата работа. Razumevanje, apsolutno, da. Svakako nije lako izboriti se sa nekim ko se bavi javnim poslom. Temperatura, diže se bura, ti si bolja nego letnja avantura, zbog tebe se ne lomi, telo mi gori, i letim kad ulaze avioni. Temperatura, diže se bura, ti si bolja nego letnja avantura, skrenu se... Ти се препознатлив по твоите летни хитови, значи случајно и така натаму, не ти ги набројувам сите. Ме интересира дали летово ќе извадиш некој таков летен хит? Ne znam da ću uspeti sad, obzirom da smo već skoro na polovini leta. Vrlo bih voleo, ali ne znam koliko je realno. Radimo na tome, uglavnom imamo 2 pesme koje su skoro pri kraju, ali nisu baš leto. Tako da ja se iskreno nadam da ću uspeti da obradujem moju dragu publiku. Пред да се качиш на сцената, јас би сакала да ти дадам еден подарок од нас, од нашите спонзори Alfi Техно Центар и мислам дека ќе ти се најде во твојот дом. Hvala puno na poklonu i već vidim da mi se dopada, obzirom da svaki dan mutim neke šejkove, bit će sigurno u svakodnevnoj upotrebi. Hvala puno sponzorima. Фала ти многу за издвоеното време, ти посакувам среќа, успех и повторно се видиме вака. Hvala tebi puno. Ова беше разговор, а и забава за паметење. Верувам дека уживавте во она што го проследивте. Јас уживав, навистина Саша е прекрасен човек и многу ми е мило што го запознав и знае како да направи одлична забава. Погледнавте какво лудило се случуваше во Аватар, но Саша Ковачевиќ не е единствената личност што ќе направи, направи веќе одлична забава. На 26 јули настапува Барбара Бобак, на 27 Шако Полумента, на 28 Маја Беровиќ, на 29 Десин Герица, на 31 Јелена Розга. Што значи дека во Струмица и да не ве води патот натака, вие мора да отидете за да уживате во најдобрите забави. Кога веќе зборуваме за клубот Аватар, мора да напоменам дека неодамна токму таму нашиот најпознат рапер, легендарниот Слаткар, направи ненормално добар концерт, еден од многуте со кој што означи 15 години од издавање на неговиот прв албум. Погледнете атмосферата и што се случуваше. Клубот Аватар повторно е преполн и тоа со многу добра причина. Нашиот најпознат македонски рапер, за кој што слободно можам да кажам дека е еден од основачите на македонската хип-хоп сцена, прави концерт, еден од многуте концерти кои што ги направи во последно време и дефинитивно долго време ќе се зборува за нив. Вечерва ќе уживаме со Слаткар и неговата музика. Јас сум тинејџер, остана дека да сте на школите, требам попасти. Следа коментира. Јас сум тинејџер, остана дека да сте на школите.
се разбира дека пред самиот концерт ќе разговараме со нашата хип-хоп легенда, која што верувам дека вечерва ќе растури. Добро вечер, Слаткар, многу ми е мило што си вечерва дел од нашата емисија од Golden Summer. Морам да те похвалам уште од самиот почеток дека со концертиве стварно направи растур. Јас не сум во тек, не можам да следам колку концерти успеа да направиш за толку кратко време. Кажи ми што очекуваш за вечерва, какви се твоите очекувања? Па види, очекувам да уживаме, очекувам да таа наша нова енергија да се пренесе на самите луѓе и очекувам да на крај после сат и по два сите кажеме и колку добар концерт. Да, јас верувам дека ќе биде така и слушам, бев на еден концерт, јас во Скопје. Имам многу спремна екипа, добри музичари и мислам стварно кога сме заедно звучиме ко еден вид на модерна симфонија. Јако го кажа тоа баш. Да, се залетав ја, али звучи многу добро. Верувам и ќе слушнеме вечерва уште еднаш. Дали некогаш си се помислил вака дома, си седиш и си викаш како помина вака 15 години? Дали брзо ти помина? Мислам дека првиот албум што го имам ја излезе 2005-та, значи наредна година скоро 20 прошле, али 15 години од тој прв соло албум, знаеш. Али види, кога сакаш некоја ствар безусловно се впушташ без да размишљаш каде тоа ќе стигне и колку тоа ќе трае и често се дешава да тоа стане малтене безвременски, знаеш, вид и начин на модерно улично музицирање, знаеш. Така да среќен сум што сме дел од некоја субкултура што више има стана до класична култура. Црни мисли као Компton, сиви погледи као Лондон, самостална као Хонг-Конг, мала главна као Бон. Bad bitch, како Иди Амин. Очи злобни пуни презир, срца градени кои твоите брилијанти. Некој мора да ги лежи, нижине ѓунингот, си те убунило, унутра буди мој, ти че лудила. Волим те, нови без, моли се, торбите. Дефинитивно ти направи револуција и ја крена музичката сцена од тој аспект и мило ми е што си истраен и што не си се откажал. Затоа и ќе те прашам дали имало моменти кај што ти си имал толку предизвици, бидејќи сите се справуваат со предизвици во текот на долги години. Дали имало некој момент кај што си рекол па чекај, можеби треба да прекинам, да се откажам од музиката? Абе види, има све, мислам, животот е чудо и ни текне на све, посебно ние што многу мислиме, знаеш. Али види, која е потреба за да си жив не е нешто што ќе гледаш ти дали е тоа пазарно добро или не, едноставно животно е нужно. Сигурна сум дека има и многу моменти на кои што секогаш ќе се навраќаш и ќе ти остават длабоко врежани во сеќавања кои што така посебно те исполниле, дали на настап, дали додека си пишувала песна, па баш би сакала да споделиш и некое такво искуство, такво чувство некогаш што ти се случило. Искуство, види, најубавите моменти се оние, знаеш, моменти да покажеш која е добро. Многу е лесно е да си генерал после војна, значи лесно е да уживаш ти у она што успеало, си го замислил и успеало. Тешко е да можеш, мене ми останале оние моменти кога ми се тресела земјата, а јас сум останал на нозе. Така да тие моменти ми се најдраги и генерално ми останува мисла она што би било тешко и како тоа у истиот момент, иако си бил скршен емотивно да го изгураш и да го пребродиш и
и да излезеш победник од цел тој пораз, тако звани, знаеш. Поентата да не се откажуваш, затоа си истрен, затоа што и во најтешкото не си се откажал од себе, од музиката. Да, секој победник да знаеш дека пред тоа милион пати бил лузер и губитник. И за крај би те прашал за музичката сцена денес, за младите артисти. Мислам дека посебно сега се разбуди трап сцената. Што би им ти посочил на нив, за да и они бидат истрајни како тебе? Има многу кои што верувам дека ќе ги истакнеш. Абе, види, што ја не знам, ја комуницирам со сите тие деца и многу би сакал да имаат шанса да си го, мислам да си го сменат самите животот, а и да почнат да менјаат уште многу други животи, знаеш. Генерално не можеш ти на никој да му даеш совет, можеш да му кажеш кај да пази за да не се сопне, али патот кај секого е различен, знаеш, не можеш ти со твојот скил да ја помине, мислам да ја помогнеш на Маја не може на со тој нејзин скил на Ивана или шта ти ја знам. Целата ствар е тоа дека ти можеш само да им кажеш пази не гази тама, можеш да згазнеш у говна. Пардон, ова со пеп. И тоа е тоа што можеш да им кажеш, иначе они треба да си го смислат тој свој пат и свое не знам, патешествие. Си покажа човекот уште еднаш зашто долги години е на македонската музичка сцена. Искрено, многу убаво се поминавме тука во Аватар и вечерва се подсетивме на многу од старите хитови на Сладкар, ги спеавме заедно во еден глас со него и си зашуркавме и тоа многу лудо. Екипата на Golden Summer во моментов се наоѓа во ресторанот Ив, поточно во кујната на ресторанот Ив, а тука со мене е една многу препознатлива личност, исто од Канал 5 телевизија, односно за оние кои што не ја знаат, Драгица Стевковска, така наречена Драгче, која што денеска тука ќе ни сготви нешто, јас нешто ќе ти помогнам, ама не до толку, повеќе ќе ти правам друштво. Првата сезона на Гответе со Драгче веќе е при крајот, кажи ми како си ти задоволна од се? Добар ден пред се на тебе, добар ден на гледачите на ова златно лето, како што вие го нарекувате. Многу брзо емисијата прирасна за срцето на гледачите, тоа мене многу ме радува. Можеби таа љубов која што јас сакам да ја пружам преку екраните, луѓето ја чувствуваат, она моја природност и природноста на моите гости, кои што се постојано помеѓу публиката. Тоа се естрадни уметници, актери, луѓе од областа на, да кажеме, популарни лица од било која област, од шоу бизнисот во Македонија и така да испадна една многу убава и интересна сезона. Да, многу убава приказна, искрено, и јас знам чатпат да си пуштам, такам сам си гледам Канал 5. Нормално не само Golden Carpet и Golden Summer, туку и твојата емисија имам гледано и дефинитивно луѓето можат да ја почувствуваат твојата убава и позитивна енергија. Се гледа дека си природна и се гледа дека и гостите уживаат со тебе, но претежно гостите готват во твојата емисија. Сега ќе те видиме ти како ќе сготвиш, кај мене. Многу убаво кажано, претежно гостите готват. Готват гостите, но многу пати Драгче ги меша прстите или ги прави подготовките. Убаво е, нели, правиме шоу, тоа не е кујна, класична кујна, каде треба ние да покажеме некои многу силни специјалитети. Замислата беше да биде едно шоу како познатите се снаоѓаат во кујната. Сега ќе направиме нешто интересно, брзо, иако ова е за мене ново. Што ќе правиме денес, кажи ни? Правиме еден брз рецепт кој што сите го сакаат, затоа што се ова тиквички, еве вака исецкани, ним им треба сосема малку. Извинувам колега, масата за јадење, ако прска јас не сум виновна. Снимателот да не го сгориме. Снимателот, камерата ќе почне камерата на Канал 5 да го проба прва. Да. Малку да зажари, значи тиквичките не бараат многу препрженост, затоа што можат и да горче. На нив ќе додадеме и малку печурки. Се ни е тука подготвено. А во принцип, што сакаш најмногу да си готвиш ти во слободно време? Јас се готвам, но најмногу децата ми сакаат тестенини
кои сакаат јас да ги сукам, тегнам, правам. И така да јас правам едноставно се. Мене ништо не ми е тешко. Кујната ја обожувам, мајка ми ме научила од дете. Да. Така да не е никаков проблем за мене да готвам. Ето така. Да ги изматиме. Јајцата. Јајцата. Но ова не треба многу да ни биде јако, јас не знам ни како да го намалам на ова. Абе, ти си снодлива, ете одма се снајде. Така. Ова Нов така ќе простор. го фрлиме на парчиња, да биде интересно. Ето така. Нема да ги сецкаме вака ситно. Како велиме, ако некој си иземе во тањирчето, да има што со ножето да исече. Ето така. Еве ова веќе ни е добро, затоа што не бара многу пржење. Овде ставивме само сол. Да доби веќе жолтеникава боја, Готово. типичката. Доволно ни е толку, ова е сувомеснат производ кој што и нему многу потребно. Ето така. Значи вака е, добро е. Се снајдо. Како ми оди ова, добро ми оди. Супер. Соѓањето. Супер ти оди, баш убаво изгледа и вкусно, многу убаво мириса. Многу убаво мириса. Сега ќе го подготвиме во брз ручек, што го сакаат сите. Повнимавај малку за да не те измрсам тебе. Овде ќе го поставиме. Колега, овој нож не е за малолетници. Нема тука. Малку ќе го доукрасиме. Вака да биде... Со малку зеленчук. Така, малку да биде интересно. Ете. Да додадеме. И тука малку со врвот на вилушката, тоа се од домаќинките, од нашите мајки научено, да се снајдеш и кога немаш при рака некој од алатите што ти требаат. Еве го нашиот специјалитет. Брзо, едноставно и децата го сакаат и возрастните Сите го го сакаат. сакаат. Пак да кажеме, не многу тешка храна, како што е летото. Летниот период реално Така. треба така да се храниме со Јас полесно. на ова дома би му додала и пржени цели пиперки, бидејќи многу си ги сакам, и еден патлиџан, но нам тука толку ни е времето, нели? Да. Секогаш треба да внимаваме и на, како велиме, на минутите. Евче, ти благодарам што ме покани да бидам дел од ова златна сезона, летна сезона, сончева сезона. И верувам дека и сите после мене ќе ви бидат интересни. Сакам да си ги поздравам гледачите и на вашата емисија, но и на мојата, и да се стрпат малку летово, затоа што ќе започнеме веќе од септември со новата сезона, можеби со некои новитети, а можеби ќе продолжиме по истите патеки, бидејќи сполајмо на Бога, љубовта на гледачите ни беше многу возвратена и првата сезона беше многу гледана, па се надевам дека нешто кога е убаво не треба да се прекинува, нели? Да, дефинитивно, нема да им го прекинеме задоволството на гледачите. Фала ти уште еднаш што беше дел од нашата емисија. Сега да си седнем и да го пробаме јадењето. Мене многу ме интересира, изгледа превкусно, ама сакам да го вкусам, да ви пренесам и на вас. Со задоволство. Од јадење, одиме на освежување со цеден микс во Like Cafe, но пред да ви кажам со кого се дружевме, морам да ги истакнам нашите спонзори, без кои што Golden Summer не би бил она што е. Односно, Државна лотарија на Македонија, Алфи Техно Центар, Земи пари, Ноќниот клуб Аватар и Аквапаркот Пробиштип. Сега одиме на главното. Неодамна се видовме со најпознатиот македонски бодибилдер, фитнес инструктор и се разбира бизнисмен Тоше Зафиров, кој што откри многу работи за себе, ги посоветува сите оние кои што сакаат да изгледат фит и топ ова лето и многу повеќе. Ова жешко попладне решивме да седнеме на цеден сок и да поразговараме со една личност која што дефинитивно има што да каже за себе. Има да сподели многу работи, особено за физичкиот изглед, за тренинзи. Реално кога ќе се спомене бодибилдинг, мене прво ми текнува на Тоше Зафиров, бидејќи он е, можам слободно да кажам, најуспешната личност, македонска личност, која што ете не представува на тоа поле и надвор од Македонија. Тоше, добре дојде во Golden Summer. Многу ми е мило што јас мислам дека за прв пат разговарам со тебе вака интервју сенати да правиме. Мило ми е што можеме вака побаво да те запознам. Кажи ми прво дали си освежи, како си, дали си добар? Убаво се разгладуваме, цеден сок, клима,
па и сонцето е убаво. Пред малку зборувавме за одмор. Ти уште малку ќе тргнеш да одиш на одмор и многу ме интересира како ти се грижиш за себе и за твојот физички изглед кога си на одмор во летен период. Дефинитивно луѓето кои ќе слушнат од тебе повеќе веруваат и кога станува збор за физичкиот изглед, така да баш ме интересира што знаеш и некогаш така да скршнеш малце блакце, да си каснеш, ово дали тоа многу ти влие, ти ремети. Искрено, последните 10 до 15 години, оваа година прв пат ќе одиме на одмор, а онака да не се спремам за надпревар. Бејќи кажав дека малку одам во предвремена пензија, малку да одмориме. И така да оваа ни е прва година кај што одиме, а кај што се надевам дека нешто ќе може да касниме. Бејќи скоро секоја година одиме уплаќаме ултра ексклузив во хотели, а јадиме само белки од јајци и стекови по цели одмори, така што навистина од една страна е одмора, од друга страна па и пак имаш некој психички притисок, бидејќи се спрема за надпревар, се знае колку треба да млесиш пилешко, колку белки, колку јаглени хидрати, свете е некако мерено и сега ова година повторно одиме во Египет, да отидеме и пирамидите да ги посетиме, бидејќи доста читам, учам за нив, слушам за нив, ме интересира таа нивна историја. Да сите реално сакаат летен период на плажа, убаво да изгледа, да си стават лики на Инстаграм, по купачи ова она. Па што би ги советувал ти? Јас би ги советувал, имам едно мое мото кој што навистина прво јас си го почитувам и го кажувам на сите други, нашето тело е единствено место каде што мора да живееме. И затоа мора да внимаваме на нашето тело. Колку ќе му дадеме ние на нашето тело, толку ќе ни возврати и тоа нам. Ако го измачуваме во помлади години, постари години, тоа ќе ни возврати многу полошо од колку ние што ќе му го измачуваме во помлади години. Затоа да внимаваме константно, не мора да професионално да занимаваме ние сите со фитнес или бодибилдинг, но било каков спорт да е. Па и да имаме некој баланс во исхраната, нека биде 70% здраво, 30%, ајде да кажеме некој нездрав оброци. Сепак сме живи луѓе, сакаме да пробаме, сакаме да касниме, имаме многу прослави, роденденови, што уште не, но сепак да има некој баланс во исхраната и да имаме физичка активност, треба да имаме добар сон. Има многу мали нешто кои што влијаат многу на нашиот живот и затоа треба да внимаваме. Ја често кај мене на социјалните мрежи споделувам утрински рутини, станувам рано, пијам цеден лимон, одам на водно, здрав доручок, туширање ладна вода. Тие се многу мали нешта, но низ текот на живот ќе сватиме дека многу ни значат нам како персона, како личност, за нашето лично здравје. Постојат многу митови за бодибилдингот. Луѓето зборуваат, многу мина сметат дека па бодибилдинг не е баш здраво. И баш ме интересира, сакам некои работи да разграничиме и ти да разјасниш, бидејќи најкомпетентен си за оваа работа. Кои митови за бодибилдингот кои што си ги слушнал ти биле онака најмногу ти изиритирале, кој што зборот луѓето не се ни разбираат, шират невистини? Бодибилдингот е уметност. Ние ако се вратиме многу година наназад, ако видиме што оние статуетки во римско време како се праени некое совршенство од некаква фигура, да изгледа, да кажеме, совршено, мада и тоа совршено засече и очи во различно гледаме. Така да, за мене бодибилдингот е начин на живот, пред се. Прво нешто што треба да не асоцира бодибилдинг и фитнес е здравје. И мора се стремиме кон тоа, пред се да бидеме здрави. Јас сум гор што кај нас во фитнес центар се преполн со млади деца 14, 15, 16 години, наместо да се на улица, тие се во теретана. И сега тие наместо да се на улица, час и половина, 2 часа поминуваат во фитнес центар. Претходно имат здрав оброк, па се договарат со другарчиња да дојдат во теретана, па доаѓаат вежбат, па си одат, повторно имат здрав оброк, па некој сака да се легне порано да се одмори, па разговарат за околу спорт. Тоа се здрави навики кои што може да ги има еден човек. А исто со уште погор што има популација што е постара од 55-60 години во теретаната, кои што заедно фамилиарно си доаѓаат, маж, жена си вежбат. Дедо, бабичка си доаѓа. Дедо доаѓа 75 години, кој што вежба крева 130 кг на бенч кај нас. Ако сакаме да изгледаме убаво, ако сакаме да изгледаме поатрактивно, ако сакаме да бидеме забележени, сепак бодибилдинг е нешто што може да го извајаме на некој начин нашето тело, бидејќи сепак ние сме уметници кои што правиме скулптура од нашето тело. Искрено, има многу работи кои што се зборуваат заопшто за бодибилдери. Прво е тебе кога ќе те види некој човек од страна, изгледаш така сериозен, широк, висок, кој ќе ти рече некој, леле, страф ме да ти се приближам, или леле, овој ќе ме нате, па човече ако му преречам нешто. Па ете, таква фигура си, така изгледаш од страна, ама кога ќе дојде вака човек да разговара со тебе, баш се нака насмеам, пријатен, сосема поинаку. Ме интересира дали си ти во принцип емотивна личност, бидејќи воопшто кога ќе ти види некој човек од страна изгледаш така. Ова што е на мене јас е нешто што го изградувам низ текот на годините. Значи тоа е физички изглед кој што го изградувам со вежбање.
но тоа што го имаш внатре или го немаш, најпрво доаѓа тоа воспитување, домашно воспитување, како си дома најпрво воспитан, потоа колку работиш на себе, колку сакаш да работиш на себе, колку се едуцираш, колку читаш. Пример, јас сега пред 3-4 недели дипломирав на факултетот по психологија. Сега сум дипломиран психолог, сега се запишувам на постдипломски на психологија. Сакам многу да читам, сакам многу да работам на себе, сакам да се дружам со успешни луѓе. Сакам да видам колку што може повеќе позитивен живот, да им помине во позитивни убави работи со мене, со мојата фамилија, оние што ми се највредни околу мене и што треба најмногу да си ги почитувам и да си ги сакам. Така да животот е многу краток и треба навистина да гледаме колку што може поквалитетно, попозитивно, поубаво да го поминеме. Многу луѓе тоа го имат кажа кога ќе виде на прв поглед има некое такво мислење. Нормално и јас порано кога бев помал, кога ќе видев некој со мускули, избричена глава, па и тетоважи да има, и нормално тоа мислење да го имаш, но добро е да го запознаеме човек, но потоа да судиме каков и што е. За крај баш сакам да те прашам што те мотивира да продолжиш да работиш на себе, бидејќи реално имаш постигнато многу успеси. Мислам дека не има потреба многу да ги истакнувам, истакнати се, луѓето те знаат, те следат и баш ме интересира што те мотивира, кои се твои идни планови, идни цели, верувам дека тука нема да застанеш. Љубовта кон животот. Сакам колку што може поубав да им биде животот и секогаш се стремам да имам одредени цели во животот. Замислени мои врвови, што ги кажувам секогаш. Например, додека беше тоа бодибилдингот, имам свои замислени врвови кои што сакав да ги освојам, како мистер Олимпија, да отидем на мистер Олимпија, да земам медал, се освои тоа. Потоа имам друга фаза во животот кај што сега сакам мојата ќерка, која што тргна по нашите стапки, и исто и на нејзе да помогнам колку што може таа да биде поуспешна. Друга фаза во животот ми е кај што сакам да се надоградувам сега, факултетот кој што го спомнав, да завршам постдипломски. Сакам да почнам и да работам како спортски психолог, така ми е таа некоја нова фаза во животот кој што сакам и таму да се посветам малку повеќе. Работиме многу и со диети, со планови за програми, помагаме на многу луѓе и животот треба да секогаш да имаш некакви цели и да се стремиш кон нешто, секогаш да се стремиш кон некаков успех. Бидејќи ако не знаеш каде одиш во животот, ќе бидеш како еден авион без пилот кој што нема да знае кај оден и кај ќе след. Ние можеме да наоѓеме милион причини за да не ни биде убав животот. Не може да најдеме 100 милиони причини за да не биде навистина прекрасен живот. Така на сите на топла препорака гледате колку што може да ви е поубав животот, бидејќи многу брзо одминува животот, е многу краток, така да една ден ќе се каеме за се она што не сме го направиле, не она што сме го направиле. Затоа се што мислите направете сега. Фала ти многу што беше дел од нашата емисија. Ужива во разговорот, баш си пријатна личност и за разговори за се и верувам дека нашите гледачи многу ќе научат од овој разговор. Ти посакувам многу успех и убаво си поминеш на одмор. Последен интересен разговор кој ќе имате можност да го проследите денес е со Милиот, културен, талентиран дечко кој буквално ја краси нашата музичка сцена. Мартинијан Кириловски ни откри интересни новитети за својата кариера, а воедно го посетивме и продажниот салон на нашите верни пријатели Алфи Техно Центар во Куманово, неговиот роден град. Моментално се наоѓаме во најдоброто место во Куманово, тоест Алфи Техно Центар, да ги посетиме нашите спонзори, па решивме да поразговараме и со најдобриот пејач од Куманово. Па и пошироко, ама ајде сега Куманово за ми се спои реченицата. Свој на своето. Ти благодарам многу на поканата. Сакам да ви посакам едно топло добредојде во Куманово и во Алфи компанија. Се врати од Црна Гора. Беше на еден фестивал со нова песна и баш сакам да ме раскажеш целата приказна како се одвиваше. Јас видов некои гласови таму, таму нежа 4-то место, ама ајде јас да не откривам, се открини ти. Да, пред тоа прилика 2 недели бев во Црна Гора, во Тивот, на фестивалот Писари и Адрана. Тоа е фестивал кој прв пат се одржа ова година. Го организираат истите организатори што го организира некогашниот Сунчене скале, што за жал го укина пред 7 или 8 години. Фестивалот Писари и Јадрана можам со сигурност да кажам дека за отприлike 2-3 години, може би 5, ќе биде еден од најголемите фестивали во регионот.
Многу ми е чест и задоволство што имав таа прилика ова година, првата година да имам учество јас со мојата нова песна која се Елена Ристевска и Енат Тодоровски, така да мислам дека направивме едно одлично парче кое мислам дека ќе остане и пред се би сакал да стигне некако до публиката, да им ја освои срцето. Ме интересира како дојде до самата идеја Змај, како се креираше самата песна, па плюс да отиде да се појави на таков фестивал? Па пред се ние имавме едно кратко демо верзија од еден друг вокал што има испеено со друг текст, сменето е малку и уствари песната се викаше прво "Волео сам тебе". А потоа тоа беше моја идеја да се вика Змај, заради тоа што во самата песна се извикува зборот Змај. И тоа е нешто што е освен рефренот, што е повпечатливо. Тоа извикувањето на Змај. Ме интересира дали планираш видеоспот да извадиш, бидејќи не забележав да има. Па нема, за жал, видеоспот. Требаше да го имаме пред фестивалот, но не успеавме. Немавме време, меѓутоа мислам дека сега периодот мислам дека ќе направиме еден спот за Змај. Покрај спотот планираме да направиме песната и на македонски. Паралелно на овие две ствари работиме и на уште една песна која се надевам до крај на година ќе се изработи комплет се. Фали еден дует, пошто ми недостасува дует во моите песни и би сакал тоа во скоро време да се оствари. А со кој и тоа би сакал со женски вокал. А со кој ќе видиме во следниот период. Баш би сакал и за други работи искрено да ми кажеш. Јас сакам да те прашам за девојката. Јас ве гледам вака заедно на настани, како на први пат. Ве гледам заедно на настани, многу сте ми сладки, искрено. Многу ми се допаѓа што сте така во јавност, многу луѓе ги кријат врските во денешно време, зашто знаеш ти си популарен, па поинаку гледаат на тебе луѓето, те анализираат и тебе луѓето што се околу тебе и не секоја девојка може да се справи со тој притисок во јавноста. Она ме има прифатено таков како што сум. Не прави апсолутно е свесна за целата ситуација. Едно друго, така да не прави никакви проблеми. Знае со кој е у врска, така да тоа сега немам никакви проблеми од неја. Секако дека имам малку пример кога ќе се сликаат со мене други, пример други девојки едно друго. Секако дека 100% сум сигурен дека имам малку непријатно, но од друга страна е па мило што се тоа случува со мене, така да од неа ја имам целосната подршка и благодарам за тоа многу. Еве, ако не гледа, не голем поздрав од нас. Да. Сигурно ќе те гледа, Баш ми интересира, самиот си кажа дека она е разбирлива. Значи, она за целата ситуација, значи нема тука љубомора. Нема. А ти си љубоморен ли? Па како и секој мушко, малку. За крај сакам да те прашам за идни планови. Ти ништо не спомна една песна, но ете каде се гледаш ти за една година? Ене ми е животна желба уште од мал да представам Македонија на Евровизија. Сега, дали тоа ќе ми се оствари еден ден, јас сигурно сакам и тоа многу. Но
Ќе видиме. И јас за крај сакам да ти дадам еден подарок од нашите спонзори Алфи Техно Центар. Да, бидејќи баш ќе ти се најде, мислам дека во кујната, дзирни го. Да го отворам сега. Дзирни што е? Ова таман за протеин да си правам. Драги мои, да знаете дека најдоброто место за да си го премите станот, кујната, ете и во летно време, гледате какви има вакви надувани столици, можете слободно да дојдете во Алфи Техно Центар, во Куманово и во Скопје. Дефинитивно најдоброто место за да си го премите домот. И да, и успа да го дзирнете Мартинијан по пат некаде, може ќе го видите, да се поздравите, да се сликнете. Ви благодарам многу уште еднаш. За миг поминаа најинтересните содржини поврзани со јавните личности. Јас топло би ви препорачала да додете тука во аквапаркот Пробиштип, да се освежите во прекрасната вода, да ги пробате најдобрите коктели и највкусната храна. За сите оние кои што се парти Animals како мене, на располагање ви стои најдобриот ноќен клуб Аватар во Струмица. Веќе ве кажав, програмата навистина има топ музичка програма. И за крај да ги поздравам оние кои што секогаш се грижат за мојот изглед, најдобрите Октај Сейди и Азалеја МК. Драги мои,